Што си дробил, ке сркаш. Си биле тројца браќа и една сестра. Дошло време, сестрата ја омажиле во друго подалечно село. По некоја година, на најмалиот брат му текнало да појде кај сестра си, да види каков е поминот. Сватовите, свекорот, свекрвата го пречекале мошно и љубезно. Свекорот веднаш ја викнал снаа си и пред брата ја порачал: "Снао, ајде покажи се, еве брат ти ни дојде на гости, па почести го како што прилега. Еднаш ни влегол в куќи, оди меси една погача поголема, исучи и пита, заколи кокошка, изготвија со каша." "Арно, тате," рекла невестата и излегла од собата. А брат ти многу се зарадувал кога ги чул овие зборови и си рекол: "Убаво се задоми сестра ми." Арно, ама, веднаш по невестата излегла и свекрвата. "Снао, не слушај што ти вели стариот. Ние сме мнозина, а и брат ти не е тугинец. Меси си ти едно погаче и посно зелниче, доста ни е за вечера," и рекла таа. Невестата станала и молкома отишла да ја изврши заповедта. А дури војвала ваму таму, како што и повелале, тие изеле се што имало на софрата, па таа морала да си легне гладна. Утредента братот Лут на сестра си заминал в село. Таму им кажал на браќа си: кај какви добродушни луѓе се одомила сестра им, арно, ама таа станала непрокопсана, неумна, никого не слушала, па им раскажал секако што било. Браќата не верувале, па по некое време и средниот брат отишол на гости кај сестра си. Арно, ама и тој го видел сето она што беше го раскажал најстариот. Најпосле, најмалиот брат, не можејќи да се помири со погрбните зборови за сестра си, ги стегнал лопинците и го фатил патот под нозе. Кога втасал таму, сватовите и него навидум го пречекале од се срце, за да го нагостат и овој пат и повелале на сестра му да меси погача и зелник. Јас ќе и помогнам, и си ги засукал ракавите. Кога била поставена софрата за вечера, свекорот и рекол на невестата да ги нахрани говедата. Тогаш братот рекол: "Еднаш ви дојдов на гости, оставете не да се видиме насамо. Денес вие справете се со говедата." Свекорот и свекрвата виделе не виделе, отишле кај говедата. А додека дошле, братот и сестрата беа се навечерале, да дури и се пријале. Тоа што останало, гостинот беше си го завиткал во торбата за попат. На старите цревата им крекореле од глад, па немајќи што да каснат, замесиле едно крајче и го запретале во огнот за да се испече, па задремале. Гостинот тогаш станал, боже му студало, да седнал крај огнот да се згрее. Ја фатил машата, ја расчепкал пузата, го измешал тестото со пепелта и си легнал. Кога се расониле домакините, виделе дека лепчето не е за јадење, ама бидејќи биле многу гладни, им се навртеле на зелките во визбата како прегладнети кози. Рус, рус, рус. Гостинот пак кога го чул рускањето, му се сторило дека кози ги нагазиле зелките, та онака сонлив и викнал на сестра си: "Брагу, сестро, кози ви ги зедоа зелките." Двајцата грабнале по еден стап, да во темнината фатиле да удираат колку што можеле и не можеле. А старите одвај избегале и се скриле зад кацата од срам да не ги разберат оти тие ги гризаат зелките. За повеќе интересни приказни, бајки и сказни, како и за подршка и подобрување на каналот, ве молам стиснете subscribe.